Ќе следуваат соодветни законски постапки за изнесените невистини, клевети и обвинувања, информираше на денешниот брифинг за новинарите градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, одговарајќи на новинарско прашање за тврдењата кои во емисијата Став ги изнесе стопанственикот Бобан Спасовски. Димитриевски праша зошто доколку имало дарежливост стопанственикот прикривал кривично дело. Нагласи дека јавното обвинителство треба веднаш да постапи по допрен глас и да ги испита на одите. Рече дека целта било да се омаловажи и дискредитира во јавноста. Апсолутно ирелевантно и да дискутирам, тоа го гледам како политичко обвинување кон мене кое што има за цел првенствено сето тоа што претходно поединци блиски до тие луѓе и самите луѓе го правеа во форма на притисок кон мене и кон општинските служби да го изведат на ваков начин. Јавноста ме знае. Видите, кога работите на ова работно место, има голем простор за шпекулација. Елементарна работа е да ги видите вкупните бројки. Дали општина Куманово пред 4,5 години беше една од најзадолжени во државата? Да. Дали општина Куманово после 4 години реализираше голем број на инфраструктурни проекти и отпочна да става ред во градот? Да. Дали општина Куманово денеска има 4,5 милиони евра своји собствени средства општински на жиросметка? Да. А тоа што поединци сметаат дека можат врз база на нивните бизниси да ја контролираат судбината на градот и судбината на граѓаните, јас како градоначалник никогаш нема да дозволам личниот интерес да се стави пред реалниот или општиот интерес. Првиот човек на Куманово речи дека издавањето на дозволата за која што реагира Спасовски е спорна бидејќи има реакција од јавната институција, во овој случај гимназијата Гоце Делчев. Неизиниот јавен интерес е загрозен со реализација на еден ваков мегаломански градежен проект, кој што, впрочем, предходно не добил согласности соодветни и реални од надлежни институции или конкретно овие институции кои што денеска реагираат и всушност и Советот и јас како градоначалник сме доведени во заблуда, но за тоа ќе разговарам многу повеќе на една од следните седници на Советот, каде што планирам да ги обзнанам пред јавноста сите документации поврзани со оваа постапка. Но верувајте ми, не се работи само за ова, се работи за други намери кои што имаат генерално политички цели. Максиме, тука јас сум подготвен од секој момент да одговарам за своите постапки, секога да погледнам во очи, кој за кого бил дарежлив. Да, имам слушнато информации дека во минатото некои луѓе многу биле дарежливи по однос на поединци и тука во општината и генерално луѓе кои што се активни во политичкото и општествениот живот, но дарежливоста кон мене не ја гледам, бидејќи јас со тие луѓе ни едно кафе се немам напиено во животот, така камоли повеќе. Градоначалникот на Куманово истакна и дека во изборниот период бил обвинуван од пратеничката од СДСМ Лидија Тасевска и тогашниот противкандидат Оливер Илиевски за наводна злоупотреба на должност, за што тврди го добил и судскиот спор. Речи дека пратеничката веќе исплатила дел од материјалното оштетување, но не и Илиевски. Телевизија Плюс веќе упати официјална покана за гостување на градоначалникот Димитриевски, но и за сите споменати во емисијата Став или на начин на кој што тие сакаат, пресконференција или изјава, за да ги демантираат обвинувањата.